Почитувани гледачи, добар ден, уште едно добар ден од студиото на телевизија 24, од каде што ја реализираме емисијата Аргумент Плюс, како што најави нашиот денешен презентер на вестите, на крајот на дневникот, наш гостин во Аргумент Плюс е адвокатот Владимир Туфекџич. Благодарам што ја прифативте поканата и сте дел од ова издание на Аргумент Плюс. Благодарам и на вас што ме повикавте. Така, зошто ве повикавме? Затоа што некаде пред почетокот на судењето за двојното убиство на Панче и на Вања, вие сте адвокат, веќе јавноста знае, но еве уште еднаш да повториме, адвокат на таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, кој што, како што беше, нели, кога беше изнесена пресудата минатава недела, беше прогласен за невин човек. Зошто ве поканив? Затоа што вие уште пред почетокот на судењето ни гостувавте во емисијата и рековте со вашиот увид во доказите што ги има, сметате дека ќе се испостави дека овој човек е невин и жално е што му се става сето тоа на товар, поминува низ тортура и така. Што е она што вие го видовте на почетокот, а не го видоа обвинителите? На почетокот сите ние видовме од пресконференцијата на министерот Оливер Спасовски беа изнесени тврдења дека истражните органи имаат цврсти докази за инволвираноста на таткото и телефонски конекции со Љупчо Палевски. И ние сите, како јавност, морам да признам дека поверувавме на тоа, сметајќи дека сепак тоа доаѓа од министер за внатрешни работи. Меѓутоа, во после година и пол дена, јавниот обвинител самиот во завршен збор кажа дека такви докази не постојат и докази за Александар, за негова било каква конекција или инволвираност во овој предмет нема. Овој предмет е добра основа јавното обвинителство да се ресетира, да го смени пристапот, да го напуштиме пристапот на популизам, а тоа значи по секоја цена да сакаме да испорачаме во јавноста макар и популистичка одлука или популистичка правда, пошто зашто, меѓутоа таква правда неретко доведува до неправда, као што тоа се случи во овој случај. Обвинителската истрага ниту го докажа, ниту го допре она што јавноста го очекува година и пол дена. А тоа се неколку клучни прашања. Тоа е прво, не слушнавме ништо во врска со мотивот, кој беше бомбастично најавен како причина за извршувањето на овој злочин. Понатаму не слушнавме апсолутно ништо за постоењето на листи, односно списоци за грабнување и евентуално ликвидација на луѓе. Не слушнавме ништо во смисла на истрага за делувањето на оваа група и групација, како што самиот Велибор Манев кажува, од 2022 година до моментот кога се откриени, како група која градела план и стратегија како да врши грабнувања и евентуално ликвидација на луѓе. И конечно, не го добивме одговорот за да се отклони секаков сомнеж дека таткото не е дефокус од вистинската истрага која допрва треба да се води, но очигледно дека таа работа ќе треба да ја преземат некои други луѓе. Самиот факт што се пристапило во старт со невидена тортура, за која има извештај од Хелсиншкиот комитет за човекови права, говори... Во таткото на Вања, така?
Па не само на таткото на Вања, него на сите ги обвинети, помеѓу кои и на таткото на Вања. Самиот тој факт говори дека полициските началници, наместо да применат она што денеска представа модерна истрага, значи тоа се модерни методи и техники во истражната постапка, наместо да го удоволат барањето на Александар да биде ставен на полиграф, тој тоа го барал од првиот момент, они пристапиле на нешто што е потпуно необјасниво, што фрла сомнеж на тоа дали некој по секоја цена сакал токму Александар да биде дел од овој предмет, за да предметот биде проблематичен сам по себе во старт. Или фокусот на јавноста да се насочи нели кон таткото, бидејќи тоа е реално фокусот и гневот на јавноста беше насочен токму према таткото. Ова однесување на јавните обвинители мене ми е необјасниво. Јас памтам некои времења кога јавното обвинителство, а и денеска верувам, дека посебно во републичкото јавно обвинителство, има јавни обвинители кои би можеле да го преиспитаат постапувањето. Наместо што и покрај ваквата пресуда за Александар, повторно фокус е Александар, кој добил ослободителна пресуда, а воопшто никој не спомнува дека овие јавни обвинители не успеа да го докажат грабнувањето на Панче Жежовски. Како кривично дело, сите четворица се ослободени за кривичното дело грабнување на Панче Жежовски. И тоа во ситуација кога сите, односно 20 обвинети имаат признание за таа работа. Така да, мислам дека е крајно време, и тоа треба да го направат ради сите нас и ради јавното обвинителство и државата воопшто. На ваков начин не може да градиме ние правна сигурност. Од друга страна, не е дозволено да се доведува јавноста во заблуда по однос на тортурата. Постои пишан документ од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Јас сум навистина изненаден од коментарот на еден од застапниците на обвинението. Тој е јавниот обвинител Ана Стојковиќ Димитровска, која пред да стане јавен обвинител била правник во Хелсиншкиот комитет за човекови права. Па еве сега користам прилика и јавно да прашам дали вака и на овој начин ги застапуваше интересите на граѓаните кои биле подложни на тортура и прекршување на човековите права. Така, адвокат Туфекџич, дали по правосилноста на пресудата, бидејќи сега зборуваме за обвинителските како се движеле нели во целиот процес, дали ќе се бара одговорност од јавните обвинители што го обвинија човекот на зла бога, како се вика, а тој е во принцип без докази и е невин? Прво, сакам да кажам дека по моја проценка ние сме далеко од правосудност на оваа пресуда, бидејќи јавното обвинителство најави жалба. Јас со нетрпение очекувам жалбата, пошто имам право да дадам и одговор на жалба и да барам јавна седница пред Советот на Апелациониот суд. Меѓутоа, секако дека одговорност ќе се бара, тоа е сигурно, ќе се бара на сите нивоа и во таа смисла и насока, ја не знам како ќе постапи јавното обвинителство. На крајот на краиштата тоа не е моја работа. Она што со што мојата совест ќе биде потпуно чиста во овој предмет е дека во текот на јули месец, не можем тоа да го направам утре, поради обврските кои ги имам и во други предмети за кои се закажани судења во текот на јули месец, ќе му доставам информација на републичкиот јавен обвинител за целиот тек на оваа постапка, со барање да изврши
увид во предметот, но по точки и докази кои ќе бидат наведени, и со тоа по тоа прашање јас би ставил точка, а на државниот јавен обвинител оставам на неговата совест дали тоа ќе го прочита или нема да го прочита. Но вие ќе го направите И јас ќе го направам секако. Тоа ќе го направам не само заради мене. Тоа, чувствувам потреба да го направам ради сите идни предмети и постапки. Не е единствен предмет таткото на Вања. Да, вие сте и водите. Имаме и други предмети каде што имаме проблематични обвиненија, имам чувство, трчајки по некоја популистичка правда, а таа правда може да донесе неправда, и предвидувам во неколку постапки дека ќе завршат на истиот начин како што заврши и оваа постапка со убиството на Вања и Панче, која според мене, по моја оценка, за обвинителите е успешна, затоа што има 4 доживотни казни затвор. Меѓутоа, гледано од страна, од пошироката јавност, за 70% луѓе не е успешна, затоа што е водена така како што е водена, затоа што не ги добивме одговорите очекувани, кои од првиот ден сите ги очекуваме, и затоа јас барам да истрагата продолжи, меѓутоа во еден поинаков состав. Ето. Вие рековте, адвокат Туфекџич, во вашите јавни настапи дека има ова судење и рочиште и случај во принцип бил воден со многу пропусти, со многу конфузија, со многу хистерија во јавноста, со многу неодговорени прашања, како што назначувате и сега, а во велите дека при завршните зборови, односно при изрекувањето на пресудата, велите тешко и мачно беше за слушање и гледање како јавен обвинител се мачи да образложи предлог за останување, продолжување на мерката куќен притвор за обвинет за кој судот донесол одлука дека е невин. Тоа што се случи на крајот по објавувањето на пресудата е финале на една потпуна конфузија на јавното обвинителство, кое почнува од самиот почеток. Тоа е финале. Носителот на предметот, обвинителот, предложи продолжување на мерката куќен притвор. Вториот јавен обвинител предложи укинување. Што значи ова двојство сега? Двајца обвинители? Знаеме сите дека согласно законот по случај на ослободителна пресуда притворот се укинува по сила на закон. На што се должи ова двојство или овие две различни гледишта на конфузијата која постои помеѓу самите обвинители во текот на постапката, ако внимателно ги следевте сите едно 35-6 судења, можете да приметите дека двајцата застапници на обвинението во дадени моменти воопшто не се надополнуваа, него тие беа опозит, односно беа контра еден на друг, изнесуваа две спротиставени тези. Воопшто тоа не беше надоврзување на веќе претходно кажаното, но за волја на вистината, јавниот обвинител Жаклина Крстевска-Јосиповска, она беше во текот на целата постапка во однос на јавноста, прилично умерена, со една доза на резерва, а вториот јавен обвинител се однесуваше на начин кој ја лично сметам дека не е добар за јавното обвинителство. Едноставно се знае кој е носител на предметот. Тој што е носител на предметот, тој има последниот збор, тој го има. Тој го има оној така наречен златен глас. А видовте и сами во јавноста, вториот обвинител се однесуваше, тоа сум го напишал и во еден од моите Facebook објави, како помалата сестра која за себе мисли дека е
попаметна од постарата сестра и сака да каже оставете ја неа, она не знае да каже, ја ќе ви кажам. Тоа личеше така. Но тоа не е добро, тоа може да биде онака симпатично за око од оваа гледна точка од која јас ја пишувам, нели? Да. Меѓутоа, тоа не е воопшто добро за обвинителството и не е убаво ни за слушање, ни за гледање. Така, не е убаво ни за правдата. Вие рековте не е сега време за еуфорична победа да прогласуваме, бидејќи не се одговорени клучни прашања. Исто така реагираше и таткото на Вања. Не се почувствува, како да кажам, дека извојувал една битка во однос на, нели, судбината што го снајде неговото дете, туку речи натаму ништо не се дозна кој е мотивот зошто е убиена Вања. Мислам дека тој нема да се смири се додека не го добие токму тој одговор. Зошто? Зошто е убиено тоа дете? Кој е мотивот за оваков злочин? Тој нема да се смири додека не го добие одговорот на тоа прашање. Зошто е одбрано токму тоа дете? Тоа е тоа. Да. Еве, јас ќе ги прочитам во завршните зборови како гласеше тоа, дали таткото имал конекција со Палчо, дали се знаел, дали му помагал на некој начин. Вели, ако не прашате дали имаме докази за комуникација помеѓу таткото и Палевски, одговорот е не. А на почетокот велеле дека со умисла помогнал на начин што дал информации преку обвинетиот Палевски. Значи, сосема различни од почетокот на судењето и сега на крајот, значи да тврдиш дека имаш индиции или дека со умисла помогнал, давал информации, тие информации ќе се виделе некако преку СМС, преку социјалните мрежи, некаде ќе испливаат тие информации ако он бил во конекција со него. Прво, вакво кривично дело во криминалистиката не постои ако претходно не биде воспоставена комуникација помеѓу, хипотетички речено, во конкретниот случај, таткото со останатите обвинети. Доколку не биде изграден така наречен траен однос помеѓу извршителот и останатите соизвршители. Секој од нив мора да има своја улога во оваа работа. Премногу е наивно, ова не можел да го сними ни најдобриот режисер, да убеди публика дека некој што некого не познава и претходно нема никаков доказ за било каква конекција со него, во недела навечер му испорачува наводна информација дека неговото дете утре дента ќе оди само во школа. И да се преземат вакви действија, тоа е прво просто неверојатно и многу наивно. За таква работа треба да постои претходна конекција најмалку 1 месец наназад, да има и физички контакт и контакт по телефон и така натаму и така натаму и така натаму. Се друго е потпуна небулоза, но пак го поставам и го отварам прашањето. Зошто и како е дојдено до тоа по секоја цена да биде обвинет токму таткото? Од друга страна, јавниот обвинител по објавата на пресудата во јавноста испорача една многу опасна работа. Го кажа следново: за тоа дека детето нема во понеделник, ќе оди во понеделник само во школа, знаеле само родителите, што значи тоа е веќе множина. Двајцата родители. Тоа значи и мајката. Тоа се веќе опасни лутања во едно непознато, кои може да има далекосежни последици. А на таа работа треба да размислува јавното обвинителство и нивните предпоставени, но и јавните обвинители кои застапуваат предмет. Јавен обвинител на овој начин, сведоци бевте во текот на постапката, беа правени неверојатни обиди да тој човек биде понижен, да биде комплетно дискредитиран, поаѓајќи од тоа дали имал единица на полугодие, какви оценки имал, дека бил наркоман, коцкар, неработник и така натаму, кој е нешто
по обемот и силата на таква една негација до сега невидено. Јас во мојата кариера ја можам да кажам дека поминале предмети од багатела до предмети од врвен калибар. Значи никој ваков однос према обвинети нема. Никој. Зошто сметате толку се труделе обвинителите и биле посветени на тоа да го прикажат во најнегативно можно светло таткото на Вања, а од друга страна да не мрднат ни со прсти на овие укажувања што вие сега јавно ги изнесувате, предпоставувам и во текот на судењето сте ги изнесле, за тоа зошто фокусот не е насочен и кон ова можност да се испита дали постои таква организирана групација која можеби сега постои додека јас и вие разговараме овде, што била нели формирана некаде 2022 година, за која имаме признание од дел од обвинетите. Во тој момент апсолутно немаше никакво расположение во тоа обвинителство некој да размислува за ова. Апсолутно, ја тоа го тврдам. На некој свој начин јас се изборив да допрам барем до делот доказите, предметот и така натаму, бидејќи тоа беше просто невозможна мисија. Јас не е тајна од Висшето јавно обвинителство побарав по право на надзор, да изврши надзор и контрола на ова постапување. Бев известен и можда сум единствен адвокат што сум добил такво известување дека Висшето јавно обвинителство се обиде, меѓутоа е оневозможено бидејќи со наредба е забрането било како пристап до информации во врска со овој предмет. Така да, како сето ова до крај ќе заврши, ја не знам. Во која насока очекувате истрагата да продолжи? Рековте, истрага мора да има дополнително. Исто не знаеме со овој човек што се појави последните денови пред нели објавувањето на пресудата, со човекот за кој што имаше тврдење еден од обвинетите, Кешишев, мислам, ако не знам пред јавноста да не така се збори, беше Велибор Манев, пардон. Дека нели го практично уништил оружјето и ранецот во кој што било ставено оружјето за убиство. Па видите, Велибор Манев, овој човек го спомнува прв пат по име и по презиме, меѓутоа веќе трет пат ја спомнува таа ситуација. Првиот пат ја наведе неговиот бранител во воведен говор. Дали очекувате ново светло да фрли на целиот случај, некој процес поврзан со ова лице? Зошто сметам дека ќе мора да исплива на површина вистината. Времето ќе биде наш најголем сојузник. Тоа може да се случи за година, може за две, меѓутоа еден ден ќе исплива. Велибор Манев, неговиот бранител, во воведниот говор го кажа следно: во текот на постапката ќе помогнеме да се пронајде оружјето, односно пиштолот, и во таа насока ќе стоиме на располагање. Вториот пат тоа е кажано директно од Велибор Манев кога беше неговиот распит, кога го опише ранецот, моторолите, пиштолот и така натаму. И третиот пат е со име и со презиме. Па сега ја јавно поставувам прашање зошто јавното обвинителство не реагирало после воведните говори уште во септември месец минатата година. На што по закон мора да реагира. Тој е допрен глас до двајца обвинители кои се во судница. Ете така. Повторувам, ние не ги добивме клучните одговори. Тоа е мотивот. Зошто по секоја цена се инсистирало Александар да биде дел од обвинението? Дали тоа не е смислен дефокус од вистинската истрага? Не го добивме одговорот на прашањето за списоците, за ликвидација на луѓе, кои беа кажани од Велибор Манев, беа посочени некои лица, и клучното, не го добивме одговорот на прашањето дали и досега имало обиди, успешни или неуспешни, за грабнување и ликвидација на луѓе, имајќи предвид дека нивната агенда, односно план, е од 2022 година. Ете, тоа е тоа што има задача јавниот обвинител
да го испита. Јавниот обвинител во овој случај ги постави работите обратно него што треба да биде. Јавниот обвинител се раководел према началникот Дејан Димовски, наместо да биде обратно. Јавниот обвинител е тој што ја раководи истрагата, а не Дејан Димовски да ја раководи истрагата и да испорачува информации кои он смета по лично негово гледање и наоѓање дека тоа е така. Адвокате, она што исто во јавноста се поставуваше како прашање за поврзаноста на овие два случаи. Има ли поврзаност, нема ли поврзаност? За кои не ве разбирам? За случај убиството на Вања и убиството на Панче Жежовски. И ова иста група. Што е она што ги поврзува тие два случаи? Или само овие четворица луѓе кои што извршиле таму злодело и извршиле... Па со оглед дека се ослободени за грабнувањето на Панче Жежовски, ние одговорот на тоа прашање не го добивме. Па не го добивме одговорот на тоа прашање. Како гласеше обвинението, го грабнале, за да му ја земат колата за 500 евра и така натаму и така натаму. Мислам една верзија која не знам како таа поминала филтер во јавното обвинителство. Тоа е она што мене ме загрижува. Порано не верувам ја дека вакво обвинение можело да помине туку така и да направам само една паралела. Пред 20 на дена, односно месец дена, Вишиот суд во Ниш повтор пат го враќа обвинението во фаза на истрага за убиството на малата Данка. Повтор пат. Каде што и тамо беше еуфорично, да, ги фативме убиците и така натаму и така натаму. Па киднаперите, па дека мајке ја продала. И на крајот испадна дека се уште не е фатено ништо. Повтор пат Вишиот суд го враќа обвинението во фаза на истрага. Кога кај нас ќе се случи тоа, ние ќе имаме, можеби ќе дојдеме на ниво на едни пристојни обвиненија кои издржани обвиненија, кои нема да внесуваат конфузија во јавноста. Значи, ќе добиеме обвиненија кои нема да ги пише министер за полиција, кој во тој момент гради некој политички рейтинг, ако се сеќавате, во тој момент се некој што ти ја знам, избори, дал за председател на држава, дал и он преку таа пресконференција о себе си се гледа на пратеничка листа, ама да биде број 0 или 1 максимум, значи двојка никако. Значи, тоа е тоа. Така да, само на тој начин ние може да ги канализираме работи, и тоа е добро ради сите нас. Не, тоа е сето ова што сега се прави со еуфорија, со некој политички популизам, тоа е јалова работа на крај. На крај испаѓа јалова работа. Некна слушнав дека Шпански скали предметот падна комплетно, како обвинение, донесува ослободителна пресуда. Јас таа ослободителна пресуда, пошто тоа беше мој предмет, јас ја најавив уште на после третото судење, затоа што сватив дека тама дело не. И тоа се случи, после колку години, јас сум излезен од тој суд веќе 4 години, тоа се случи пред некој да дознав дека сите добиле ослободителна пресуда. И тоа беше евидентно. Што велите, кога и дај правдата, еднаш мора да излезе да исплива на површина, бидејќи не може да каде туфекџи, дали очекувате од висшиот, повисокиот суд да донесе една ваква одлука, аналогија да поставиме меѓу Нишкиот суд за случајот со Данка и овде? Јас очекувам дека во наредниот период, од моментот кога ќе биде поднесена жалбата против Александар, нема да бидам изненаден, да биде извршен притисок на овој или на оној начин. Скептик сум дека апелациониот суд ќе подлегне под притисокот, меѓутоа околностите во кои работиме и живееме се такви да се е можно и сигурен сум дека ќе се оди упорно на таа варијанта да Александар пошто пото биде осуден, ако ништо друго ќе се раководат за она класика трошоци на постапката и така натаму. Што овде е потpuno значи ова не е тако предмет.
Значи, ова е предмет кој има една друга димензија, ова е предмет Така не се овде обештетени државни пари или некој бил значи, државен функционер, ова е сега, предмет кој допира до сите нас. И уште допира и ќе допира, дури не ги добиеме овие одговори за кои јас зборувам. Прашете, направите анкета. Никој нема да ви каже браво, само затоа што се осудени со доживотна казна затвор. Секој ќе ви каже да, тоа е во ред, меѓутоа не дознавме зошто. Добро, се бараше дури и смртна пресуда дел од јавноста. Добро, тоа е сосема нормално. Јас на почетокот кажав, она што нас ни беше испорачано, ние сите поверувавме во тоа, да се разбереме. Тука немаше, еден човек немаше дилема дека тоа е така. На крај, после година и пол дена, имаме едно големо празно, едно големо ништо. Вие како направивте увид во доказите, сосема спротивно тврдевте дека не очекувате, туку сметате дека таткото на Вања е... Ниту еден доказ немаше за таткото. Апсолутно ниту еден доказ. И фактички, овие луѓе, и јас тоа го кажа, страдањето на таткото е продолжение на страдањето на неговата ќерка. Меѓутоа на таткото страдањето, односно страдањето на ќерката го направија тие што се осудени, меѓутоа страдањето на таткото го направија точно со име и со презиме луѓе кои се дел од истражно обвинителската фела. И тоа е тоа. И со тоа секој од нив ќе мора да си продолжи да живее со собствената совест, па најнормална работа. Што го помислил и што го изнесол во јавноста. Така е. Туфекџич, рековте дека обвинителството ќе најави или најавило жалба. Сметате во кој дел да биде нивната жалба, на што да се однесува? Не знам. И не ми е јасно. На што ќе се темели жалба на јавен обвинител Адвокатите на обвинетите најавија, добро, да. Не ми е јасно на што ќе се темели жалба на јавен обвинител кој во завршен збор кажува дека нема доказ за обвинетиот. Тоа не ми е јасно, а поимањето на едниот од јавните обвинители што е за дефиниција на доказ во кривична постапка и сваќањето во тој дел, тоа е проблем сам по себе, кој тој јавен обвинител ќе треба да го реши сам со себе, бидејќи по однос на доказите и логичните заклучоци кои може да се изведат надвор од разумно сомнение и така натаму, веќе има пресуди од страна на Врховниот суд на Македонија, кои пресуди се прилично темелни, така да мислам дека во таа насока апсолутно жалбата е безпредметна, но велам со резерва сум, бидејќи очекувам притисок од таа страна да таткото сепак биде осуден колку толку по секоја цена. Да не биде чист, како што сега да речеме. И сега, па да, и тука фактички се отвара основано прашање, а зошто баш на некого му значи кога немате доказ за некого да тој некој биде осуден? Има ли таа работа своја смисла и суштина и така натаму? А не ве боли што сте добиле ослободителна пресуда за грабнување и сите четворица се ослободени за кривично дело грабнување. Али они викат, ние сме презадоволни, пошто добија доживотни казни затвор. Да, за убиство. Меѓутоа, нив им се ставаше на товар уште едно кривично дело грабнување, кое во конкретниот случај со признание на двајца обвинети, тие не успеа да обезбедат аргументи и докази. До таму. Тоа е многу битна стvar. Еве нешто се должи на паушалност некоја адвокат Туфекџич во прибирањето на доказите или намерни пропусти, се можеме нели зборуваме предпоставено. Па све можеме ние да предпоставуваме хипотетички, затоа некој во републичкото јавно обвинителство треба да иницира како и на кој начин е водена оваа постапка и зошто е дојдено до кај што е дојдено. И зошто било препуштено на една инерција на двајца полициски началници да они креираат и да градат случај. Меѓутоа, ќе кажам
уште нешто. Едниот од нив, Дејан Димовски, на судењето се огради. На моje прашање он ми одговори и за тој дел е управо. Ние, вика, никого не обвинивме. Александар го обвини обвинителот. Ние, вика, никого не обвинивме. Што реално, формално, правно е управо. Но дали тоа беше земено предвид од страна на не знам, судечкиот судија? Ќе видиме во образложението на пресудата што ќе стои, меѓутоа тој се огради. На некој начин се огради. Тоа е така. Најавивте дека ќе биде еден од маратонските случаи, очекувате да биде, ако реши обвинителството да одговори на сите овие прашања што им ги поставите. Еве и да видиме како ќе се развива процесот во делот на овој човек што сега последно се појави, нели пак ќе речеме човекот што му се става на товар дека го уништил оружјето и ранецот со други внатре куршуми што имало друго. Ќе видиме во кој правец ќе ја следиме, се разбира, јавноста очекува одговори, но и треба нели да правдата да надвладее, вистината да победи, ако ништо повеќе за животите на Вања и на Панче, посебно на малата Вања. Видите, јас сум начисто со себе дека мене никој нема да ми одговори од нив, нити државниот јавен обвинител, така да у тој дел сум потпуно начисто. Меѓутоа, јавноста ќе бара одговори. Јас сум мање битен. Јавноста ќе бара одговори, ја терам, мојата работа терам професионално, онака како знам и умеам, и тоа така и ќе остане. Меѓутоа, јавноста ги очекува тие одговори. Ми имам чувство дека јавното обвинителство долго време нема да може да биде затворено и да дава одговори онакви без дефиниција и без суштина, него еден ден ќе бидат побарани и конкретни одговори. Така. Адвокат Туфекчи, уште малку имаме до крајот на емисијата. Јас и во пред емисијата ве прашав дали некој сте наишле во вашата навистина во богато портфолио со случаи кога сте биле и во кривичниот суд и сега како адвокат за вака градена одбрана или напад врз обвинетите лица со такво поседување на докази, односно непоседување целосно на докази. Мислам дека претходно одговорив, не, во мојата кариера ваков случај немало. Пристапот на обвинителството бил во основа пристап кој јас од денешна временска дистанца не го препознавам кај овие обвинители. Едноставно не можем да го препознам. Едноставно не можам ни да сватам зошто е тоа така. На крајот на краиштата, не знам, тоа е проценка на јавниот обвинител, на двете јавни обвинителки. Јас се обидов во фаза на истрага да наметнам еден однос дека јас сум партнер во овој предмет, нивни партнер. Тоа е единствениот начин да добиете една реална слика, не од нешто друго, него едноставно на ниво на соработка. Меѓутоа, јас таа соработка од моја страна беше, од нивна страна беше отфрлена. Јас сакав, значи, искрено да помогнам, бидејќи сметам дека имам некој мина труди, имам некоја километража во оваа работа, со која можам да си дозволам да сугерирам и гледам дека тоа наиде на отпор, дека такво нешто не им е потребно. Викам во ред, терајте како мислите да терате. Доказите за тортура, јас сум ги доставил уште на 18 јануар, тоа се писмени записи. По однос на објавени снимки од странска држава, утре дента ја го достави барање до јавниот обвинител да постапи. Значи, по ништо не е постапено, по ниедно барање. Ако ништо друго, она барање за известување за тортура, таа требало да го проследи до надлежното јавно обвинителство за постапување со полициски службеници.
Така. Тоа е тоа. Адвокат Туфекџиќ, уште многу кратко, вие сте дел од адвокат на дел од обвинетите во адитив случајот, кој што ти ќе почна, нели, Да. почна со искази, нели, Така. на сите инволвирани во случајот. Рековте дека на втори сега ќе има рочиште. Да. Исто и за таму кажавте една небулоза, еве сега можеби пресилен збор употребувам, но Па ја не знам како ќе, па не знам у кој правец ќе оди тој предмет. Јас утре ме повикаа да земам екстрахирани податоци како докази за еден од обвинетите. Не знам како ќе оди тој предмет, не знам како и ќе заврши. Меѓутоа знам дека во конкретниот случај бранам и застапувам, значи, луѓе кои воопшто не се дел од процесот за јавни набавки, ниту се учесници, ниту формално правно имаат било каква конексија со тој фамозен јавно објавен тендер во Регбитола, Осломе и така натаму, а им се става на товар кривично дело злоупотреба на постапка за јавна набавка. Едноставно се работи за фирма која од 2010 година работи исклучиво, значи, лиценцирано за работа и трговија не само во Македонија, него и регионално со други електрани и набавка на адитиви од италијански производител, и тоа го работат од 2010 година, што значи ова не е фирма која Но не учествувале во тендери, да, така и прво во што не учествувала воопшто, а второ не е фирма која е отворена завчера за потреби на некој тендер, па еде тука нешто као да се сомневаш и така натаму и така натаму. Но ќе видиме во теке изработка на материјално-финансово вештачење од моја страна и ќе видиме, ќе ги соочиме аргументите и ќе видиме како ќе Луѓе се во биде. притвор сега, чинам, што им се Но става не на еден, товарната цела фамилија се во притвор, цела фамилија се во притвор, меѓутоа ќе видиме. Така, го како следиме ќе и биде. тој случај и врз основа на тоа паралелно следиме дали судството се подобрува или не се подобрува, односно владењето на правото дали се подобрува во држава, и дали гледаме некои проблесоци меѓу другото и преку овие судски случаи за жал. Се додека не се вратиме на професионализмот и се додека негуваме во прв ред популизам и така без анализа носиме одлуки, испорачуваме информации во јавноста, сакаме она што се вика, поише сакаме да се сликаме него да работиме, состојбата ќе биде ваква као што е, и ја не верувам дека ќе се смени воопшто, не верувам дека ни сегашниот државен јавен обвинител воопшто нешто и ќе преземе, затоа што јас него лично го доживувам како човек кој има испор во парламентот барање за разрешување, така да него секој ден му е и тој има агенда да го продолжи мандатот колку може повеќе. Така да уопште не очекувам никакви некои радикални промени во таа смисла. Така. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, што проговоривме на овие теми, што изнесовте некои детали и дел од искуството ваше, што сте можели во судница да го слушнете околу случајот со двојното убиство. Ние сме тука како медиуми да известуваме за се, пак како што реков, во интерес на подобрување на ситуацијата со владење на правото. Благодарност уште еднаш и благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување.